Поздрав, драги мои, јас се надевам дека сите сте добро и здраво и ова ќе биде едно канализирање за викенд вибрации, да видиме што ќе ви донесат овој викенд, енергии кои што се надевам дека ќе бидат утемелени во сите вас. Ајде да започнеме со исчитување од овие Ленорман карти, да видиме во каква енергија ќе бидете овој викенд, да видиме со кои енергии ќе се допрете или пак ќе разрешите проблем во вашата енергетика, да видиме во каква енергија ќе бидете и да започнеме со исчитување од тарот картите. Ова се викенд вибрации, се надевам дека ќе бидат утемелени во сите вас и ќе бидете во една добра енергија овој викенд. Првата моја група иде со срце, енергија, љубов, емоции, дарување, енергија, љубов, отварање на вашата срчана чакра, енергија на мост. Овој мост ќе треба да го поминете во наредниот период или пак овој викенд. Ова е љубовна енергија која што се надевам дека универзумот ќе ви отвори огромна врата на просперитет, една нова енергија во вашата љубовна структура, да знаете дека доколку сте имале несогласување со вашиот партнер во љубовен енергетски дел, или пак ова е нов ваш партнер кој што сте го запознале изминатиот период, но не сте биле во комуникација, тарот картите или пак овие Ленорман карти ви советуваат дека ќе започнете една добра комуникација, едно добро поврзување ќе направите овој викенд со вашиот партнер од значење и ќе влизете во една нова фаза, нова енергија, нова љубов, енергетска вредност, каде што ќе има добра комуникација, добри емоции на сите полиња. Ајде да видиме и што друго. Токму така, бидете отворени. Денеска ќе треба да бидете отворени за ваша љубовна енергија, да спознаете и дознаете за персоната спротив вас, да бидете во ваша енергетска вредност, да бидете во ваша асертивност. Доколку не го познавате ова лице или пак оваа персона спротив вас, ќе биде во енергија да спознаете, да ви се отвори, да бидете во една добра комуникација и да испишете една добра нова животна енергетика со оваа персона која ви е во значење овој викенд. Ајде да видиме и за втората моја група. Ова се настани случувања овој викенд, затоа се и викенд вибрации, Ленорман викенд вибрации за овој викенд. Еве, ајде да ги отворам сите карти па да видиме што ќе кажат. Птици, бунар, лисица, компас. Втората моја група ќе биде во енергија да спозна и дознае, да комуницира. Ова папагалите се една комуникација која што ќе биде ваша желба. Ова ќе биде ваша остварилива желба со комуникација со персона која што е премногу умна, премногу мудра, но и премногу итра. Оваа персона не можете да фатите ни за глава, ни за реп, но оваа персона точно знае во кој компасен енергетски дел, во која навигација ќе влезе во вашиот живот со комуникација. Доколку се работи за персона спротив вас, која што е во енергија да биде оштроумна, но е ваша желба, а оваа персона гаи емоции према вас, но и ве оспорува, знајте дека оваа персона ќе влезе во една компасна енергија каде што и ќе се навигира према вас, ќе дозна и спознае за вас. Ова се комуникативни енергии каде што и некој дознава за вас или пак вие дознавате за персона спротив вас која што е во ваше значење. Ова ќе биде енергија на пријател, другар, енергија каде што и се одвиваат настани кои што вам ви се битни. Ова енергија на бунарот е бунарот на среќата, каде што и ќе ве потпрати среќа. Да спознаете и дознаете за персона која што се крие позади маски на енергии кои што озборуваат или пак комуникација
ова ќе биде една енергија доколку имате комуникација преку социјални мрежи со персона која што е во ваше значење, да знаете и спознаете дека ќе откриете оваа персона за овој викенд. Ајде да видиме и што друго. Дете, букет цвеќиња, време и енергија маж. Доколку имате работа со персона спроти вас која што е во ваше значење, да е ваш сопруг или пак персона која што гаи емоции за вас, но не ве прифаќа со едноставно енергија која што буди можност да, доколку сте самохран родител и енергија да имате дете покрај вас, вие гаите премногу емоција за ова дете, но треба време за оваа персона која што е во вашиот енергетски дел да се прилагоди према ова дете, да го прифати ова дете на добар начин, или пак доколку се работи за дете кое што е во вашата енергија, а ова дете гаи емоции према својот татко, према својот родител кој што и не го видел во поодамнешно време, да дојде до комуникација со овој негов татко или пак со оваа структура на маж, кој што ќе влезе во една енергетска вредност, да бидат во комуникација, да споделат љубов, емоции, верувајте дека ова ќе биде донесено во енергија на време. Времето ќе треба да покаже за оваа комуникација која што ќе треба да се изврши помеѓу овој маж и ова дете. Ајде да видиме и што друго остана во денешното исчитување од тарот картите. За четвртата моја група. Планина, хоризонт или пак брод кој што е на дистанца, клjuč и енергија облаци. Нешто што е во ваша темелна енергија да е случување на дистанца, бродот е во Ленорманот прикажан како енергија на вашиот живот кој плови низ морето, кој што се бори со брановите, е енергијата. Спознаете и дознаете доколку вашиот живот е во една тешка енергетска вредност, се наоѓате во тешка фигурација која што клjučот на решавање на некој проблем во вашиот животен енергетски дел е во вас. Знајте дека ќе ви се расчисти некоја енергија која што се надевам дека ќе си ја уклучите среќата за вашиот успешен проблем кој што ќе треба да се реши во наредниот период, драги мои. Ајде да видиме и совет за вас, за денешните вибрации. Енергија на врска. Доколку се работи за некоја врска, конекција која што ќе бидете во конектирање со ваши предци, ваши енергии, ќе треба само да се утемелите во вас сами. Да знаете дека секогаш конекциите од предците се во енергија да бидат и во светло, но и во темно. Затоа ќе треба да се утемелите во сами вас, да дознаете нешто во корените на вашата енергија и да донесете битни и важни одлуки. И ајде да видиме што друго ќе влезе како вибрација денеска. Отпорност. Енергија да бидете отпорни. Отпорни за ваша конекција во сите овие искажувања денеска од овие Ленорман тарот карти во ваша вибрацијска енергија, драги мои. Јас се надевам дека некому ќе му се просветли патот денеска во денешниот ден 31.1.2026 година. Се гледаме во наредна порака. Поздрав!